Значи, вака, не сте во право дека билатералната комуникација со влада вие ја имате направено и го имате писмото кај вас, затоа што и ние како пратеници треба да го добиеме. Треба да знаеме на кои закони остануваат, за и ние како пратеничка група, па и во владачките пратенички групи, да знаат на што останува. Во случајов, вас можда ви рекле, остануваме на се, ама ние од кај да знаеме? Треба да го добиеме тој документ, да бидеме информирани. Доколку владата била спремна и вас ви одговорила, можела во делот на поверениците да испрати еден допис и да информира дека представник или повереник на Министерството за труд и социјална политика е дополнителниот заменски министер Санела, извинете презимето ќе ви го сгрешам за да не го кажам, секако ќе го сгрешам, пошто така да треба да имаме информација кој е представникот и повереникот. Бидејќи немаме представник, или да продолжиме а отворена е точката, ќе мора да ги чекаме сега, не може да продолжиме. Така да предлагам да дадете пауза, да се исконсултирате, вие да си ја дадете паузата, затоа што технички не сте подготвени за почеток на оваа точка и за сите оние други што. Да стигне еден допис, ако бидете добри да ни го дадете да го погледнеме добро, ако некако и за првиот пат што направивте, вака ќе не информирате, па ние наслепо ќе погаѓаме кој ќе е представникот или не. Дајте си да ја работиме работата согласно деловник и согласно закон. Повереникот и представници од Министерството за труд не е господјата која што е денес присутна. Ви благодарам.